Добре дојдовте назад во уште едно издание на гостување во утринската Добро утро секое утро на Алфа телевизија. Му посакуваме добро утро секое утро на нашиот следен гостин Ердован Етоски, представник на дијаспората, на македонската дијаспора во Швајцарија. Добро ви утро секое утро. Добро утро. Ви благодарам што Ви благодарам на поканата и ви благодарам уште еднаш што ете со ваш денешен гостин на ваша утринска програма Добро утро секој утро. Поздрав. Ви благодариме. Да почнеме со основното, значи глобалниот проблем, пандемијата. Каква е состојбата во Швајцарија во моментов? Па видите, во моментов во Швајцарија е доста релаксирана, значи не е како на почетокот, нели, да речем почетокот на март месец, кога за прв пат така поопширно ја опфати Швајцарија, меѓутоа сега во денешниве да речем последни неколку денови е доста опуштена ситуацијата и се надеваме дека ќе биде уште поопуштена. Меѓутоа на почетокот, како и сите други држави низ целиот свет опфатени, така и во Швајцарија, значи не така лесно и едноставно и ние ја прифативме тука, меѓутоа сепак швајцарскиот систем дозволува да не бидеме така толку стегнати, едноставно не мотивираат и така да сега на некој начин многу полесно живееме со тоа. Иначе прв пат во Швајцарија е, значи првиот случај откриен дури 25 февруари, значи тоа е во кантонот во Тесин, значи во италијанскиот дел или италијанското говорно подрачје и нормално нели од италијанскиот дел доаѓа. Меѓутоа првата жртва во Швајцарија е на 5 март, тоа е во француското подрачје, говорно подрачје. Така да ако гледаме статистички, интересно во Швајцарија, значи имаме ние преку 1400 до сега починати. Имаме доста заболени. Меѓутоа сега за сега нема паника, нормално се работи, се живее. И сега нормално владата најавува од 27 овој месец чекор по чекор почнување на отварање скоро на сите институции, меѓутоа ќе потрае тоа. Така, ќе биде еден подолготраен процес. Тука сакам да се надоврземе на она што е практично за денеска наша главна тема на разговор. Тоа се донациите, предоминантно од македонската дијаспора во Швајцарија, бидејќи речиси практично ништо не се знае за тоа кај нас. Па вака ќе почнам со прашањето, дали ова глобална пандемија го сопира тој процес на донирање за Македонија? Апсолутно не. Значи, македонската дијаспора од Швајцарија, значи секогаш помагала. Значи, од многу години наназад помагала, меѓутоа зашто не се знае толку во Македонија, па не знам, сега не би отишол до таму, нели, и не ми е тоа и мене во домен да критикувам некого, и не сум ни по природа таков. Само сакам вистината да ја пренесам и тоа го тврдам, дека значи македонската дијаспора од Швајцарија има многу помогнато до сега и за разлика како што го поставивте прашањето, и во моментов значи не стои со скрстени раце, него веќе работи на тој случај за помош, веќе почнато е со помагање. Можам да тоа ви го тврдам, значи можам да ви кажам за Белчево, можам да ви кажам за болницата во Велес, можам да ви кажам дека во гостилницата Боеми во Велес ќе има, можам да ви кажам дека сме во разговори, во завршна фаза сме со специјалниот завод за лица за посебни потреби Демиркапија, во Битола, во Прилеп. Има и друштва кои што помагаат, меѓутоа има и индивидуални лица кои што сакаат да помогнат. Само знаете малку, нели, ситуацијата, значи низ цел се, нели, не е едноставно и нас тука, значи сите граници беа затворени. Тука мораме на некој друг начин да почнуваме да размислуваме за да може како да се помогне. Меѓутоа се најде кој сака да помогне, се најде начин и метод и така да сега сме во таа фаза на помагање. Ајде да поразговараме малку за тие за индивидуални примери за помош. Последно нешто што слушнавме е дека биле одвоени финансиски средства за девојче на кој му било потребна операција. Видите, значи во неколку години наназад, значи кога се организираат забави тука или фешти, значи секогаш се помага. Значи јас можам да ви кажам дека
моето друштво Макмел од Бургдорф, кој што е доста едно од постарите друштва, значи 1996 е формирана, значи после осамостојањето на Република Македонија, значи има помогнато на многу случаи, има помогнато на едно дете кое што чекало неколку години за операција ОВРС. Ланската година македонското друштво Пиро помогна на 10 деца или возрастни кои што чекаат за операции кои што треба да се оперираат надвор од Република Македонија. Малку тоа тука ни доаѓа, навистина е жално. Јас сум имал прилика да се сретнам било со родители или блиски со тие заболените кои што чекаат. Мислам дека тие не се огромни средства кои што треба да им се дадат, да им се помогне на тие луѓе и да отидат во странските држави и дали било операции или рехабилитации нешто да направат за да можат и тие да го осетат животот. Затоа што видите, држава како Македонија, јас мислам со неколку илјади било евра или било швајцарски франци може тоа да го средат. А замислете, многу пари се трошат на други места, може да се поврзат и со диаспората. И тоа некако не знам како ќе ме сватат гледачите. Значи не сакам кој сака да ја нападне својата сопствена држава или матична држава. И тоа некако немаме некоја поврзаност, некое почитување, не дека ние кога доаѓаме доле, секако доаѓаме, значи во родната земја, секако сакаме да си ги видиме, нели сите имаме било родители, било так, роднини, пријатели и се. И меѓутоа сепак ако биде тоа на друг начин, видите сега како дојде денеска еве со коронава, тоа ни е добар пример. Видите, значи сите граници се затворија и дојде ситуацијата, значи секоја држава сама да се гледа. Сега ете, според мене ете добар пример, значи ако сме биле ние доста добро поврзани, во оваа ситуација многу можело да се помогне. Меѓутоа јас сум убеден и еве сакам да кажам јавно дека ќе дојдат многу средства од Швајцарија, меѓутоа треба малце време, нели, да помине, так, а оваа пандемија ќе трае како што бар најавуваат долго, неколку месеци, значи не како што очекуваме месец, два или три, меѓутоа како најавуваат ќе биде тоа долг процес. И апелирам кој има можност малку кој има повише да може да помогне, знаејќи ситуацијата, бидејќи со денеснава технологија, ние сме многу тесно поврзани со родната земја, значи се гледаме, се слушаме, физички присуствуваме нели повише пати во годината и знам каква е ситуацијата во Македонија, знаат и многу други од тука како е и знаејќи колку е невработеноста. Јас себе ќе кажам сега, јадни тие во Македонија кои што живеат, на пример, денеска работи или 2-3 дена, па за да после 2-3 дена за да може да обстане. Знаејќи и невработеноста во Македонија. Во Швајцарија е друга ситуација. Во Швајцарија има помалку од 3% невработеност. Значи тука буквално и нема невработеност, и нема нерегистрирано. Значи на некој начин секој ќе добие. А замислете во Македонија како се поинаква сликата е поинаква. Вака ќе начнам две поенти од досегашниот разговор. Прво е да, луѓето се неинформирани за активностите на диаспората во рамките на Република Македонија, па можеби и затоа има некои неосновани критики од аспект на тоа, ете, диаспората не прави ништо. Јас тоа би го поврзал со тоа дека практично не се информирани луѓето што точно се случува. Еве конкретно за коронавирусот, ова е втората поента. Споменавте дека со Велешка гостилница ќе направите некаква соработка, односно или веќе ја имате соработката. Може ли малку повеќе тоа да го објасниме за гледачите, за да разберат практично за што се работи? Па видите, нели сега времето е такво, значи за нас најлесно е сега во овие моменти да можат да се префрлат тие средства, дали директно до тој што ќе ги разделува или како еве сега на пример со гостилницата Боеми, голема благодарност до газдите или до тие таму што се вработени, значи они ни направија услуга, значи мислам дека утре тоа ќе биде, некаде од Швајцарија доаѓа значи 200 мену. И гледав баш вчера на Facebook имаше објавено, значи и други луѓе се јавуваат. Може би има потреба ете сега медиумите малце да направат и поголема реклама. Видите, многу луѓе, еве јас лично на пример, знаете, луѓето не може да се осетат кога даваат индивидуално па да се спомнува име, нели презиме. Малце тука ние не сме навикнати. Меѓутоа во Швајцарија тоа е најнормално, значи кој може да си помогне. Гледате, они и ни стојат на располагање. Значи, еве сме во контакт исто зборувам за Велес со Жито,
значи за да може да припреми пакетчиња каде што ќе ги разделат во општина Велес, значи во општина Чашка и во моето родно место Мелница. Нели, неќам само да биде само за во Мелница, значи затоа рековме, спомнав и значи општината Велес, општина Чашка и Мелница, а јас сум сигурен други индивидуалци, како ние на пример од Велес, морам да го спомнам и господинот Трајче Папазовски кој е доста заангажиран сега во моментот за да се помогне не само во Велес и во околината, меѓутоа низ цела Македонија. Видите, малце, например, и од Македонија треба малце да покажат поголема ажурност. Знаете, да имаме подобар контакт, да може на некој начин побрзо да не контактираат, за да можеме, оти ние сега во моментов имаме одредени средства, ама не знаеме каде да ги канализираме, Каде се не знаеме потребни. каде се најпотребни. Така, да биде цифри. Исто стапиме во контакт со Црвениот крст од Велес, значи голема благодарност и они ни стојат на располагање, знаејќи волонтерски, дека сакаат да ни помогнат, ако имаме пакети да ги разделат. Значи тоа е голема помош од нас. Знаете зашто? Затоа за граѓаните од социјално ранливи категории, да напоменеме само. За пакетите за помош, за најранливите категории. Так. Да. Затоа што ние не знаеме на кого да се подава, нели? Так. Ние од тука најдобро може да ни каже или тие што од социјалното или Црвениот крст, затоа што во моментов не можеме на друго место да црпиме информации. Друга е, например, друг е начинот ако можеме ние физички да отидеме. За разлика е најдобро можеби така, некој од нас да присуствува доле па да кој ќе ги подели, да го осети тоа чувство на тие луѓе, каква им е ситуацијата, меѓутоа сега знаете нели каква е ситуацијата, блокирани сме и така. Так, значи практично потребна ви е подобра координација со официјалните власти од аспект на тоа каде токму е потребна вашата помош, најпотребна, да кажеме. Да, тука можеби вина треба да сносат и самите власти, бидејќи ете, штом доаѓаат средства, треба да се знае каде треба да се наменат точно. Апсолутно. Инаку, од аспект на активност на медиумите по тој повод, ова не е прва соработка Алфа телевизија што има со вас, односно со диаспората во Швајцарија. Колегата Христо Ивановски имаше еден патепис токму за македонската диаспора во Швајцарија. Нашите обичаи како се пренесуваат таму, во какви услови живее нели диаспората, каква е поврзаноста, токму и тој ги начна донациите што ги прави практично швајцарската диаспора, за кои ништо не се знае кај нас. Ретко кој знае што точно правите вие. Да, можеби тоа е проблем на институционално ниво, кој би требало да се реши во секој случај, колку што знам, вие продолжувате со активностите, тоа не ве спречува да бидете активни постојано. Видите, вака, значи македонската диаспора во Швајцарија е активна многу години наназад. Јас само малку кратко ќе спомнам. Значи ако ви кажам дека во Швајцарија дошле, значи првиот претседател на Македонија, значи на Република Македонија, господинот Киро Глигоров, потоа Борис Трајковски, два пати дојде Никола Груевски, дојде Владо Бучковски, значи дојде ни се многу министри, дојде ни се многу советници од влада, од претседателство. Меѓутоа знаете како? Значи години наназад ние имаме некоја соработка, меѓутоа некако ми личи тоа како на кратки стази. Таа соработка, а знаете, Швајцарија, незиниот систем функционира во континуитет и на долги стази, значи со стратегија, со се. Тоа ми личи мене исто како италијанската поговорка "Вени, види, вики", дојдов, видов, победив, се враќаме назад и никому ништо и остануваме на тоа. Меѓутоа, ние како диаспора не можеме да престанеме. Знаете, нашите мисли се секогаш за Македонија, за нашите роднини, за нашите најблиски, а посебно во вакви моменти. И сега, затоа ние бараме, значи таа соработка да биде уште поголема, за да може на некој начин да бидеме од поголема помош, нели, од поголема корист. Не сакаме никакви благодети, не сакаме нешто да бидеме приоритетни. Значи сакаме се да бидеме нормалната, меѓутоа сепак да се обрати големо внимание. Јас се ви кажам само како податок, ако во едно село од 220 куќи, не е битно, не мора ни да го спомнам селото, ако ви влеваат во годината повише од пола милион евра, сам треба да се обрне внимание. Тие пари негде се трошат. Сега некој ако не ги гледа или неќе да ги гледа, тоа е друга работа. Так. Иначе соработката, значи ние имаме како телевизија, како медиум, единствено
бидејќи јас сум веќе 30 на години тука во Швајцарија, значи што се дојдени пред 15-16 или повише години македонската телевизија како сателитски канал и благодарност до Орбис телевизија од Битола 2 пати дојдоа и како телевизија Алфа, како национална телевизија ланската година со господинот Христо Ивановски и камерманот Целе, значи направивме убава прошетка низ Швајцарија и благодарност до Алфа затоа што направи 4 емисии каде што сепак на некој начин граѓаните во Македонија видеа ние како ние живееме тука. Јас можам да ви кажам дека нас буквално ништо не ни фали тука. Само ни фали како држава, како матична земја Македонија и роднините нормално. Иначе тука ние сме добро интегрирани. Веќе сега доаѓа втората генерација каде што почнува да влева во институциите на повисоко ниво, а за 5-6 години ќе дојде и третата генерација каде што тука се наобразовани со некој друг менталитет. Во овој систем сме сите перфектно интегрирани. Јас само ќе ви спомнам, значи организираме забави, каде што на тие забави културата, обичаите, традициите се гајат. Па јас можам да ви кажам, еве вие како помлад новинар или уредник, јас се јавно ве поканувам да дојдете на една таква забава, па вие кога ќе влезете во таа просторија ќе речете апсолутно дека се наоѓате некаде на некој дел во Македонија, а не во Швајцарија. Исто да напоменам, значи тука има исто и 3 цркви. Македонска православна црква Свети Наум Охридски во Тринген, каде што гледате што прават швајцарците. Значи швајцарците ако одите да го посетите градот Тринген и ви најавуваат да одите да ја посетите македонската црква. Значи има општинска црква, мислам во Лозана, сега е во фаза на разговори за да може да се изгради, потоа во италијанскиот дел. Значи буквално ние тука сме добро интегрирани и реков, значи само ете фали и жалосно е, затоа што доста не има. Замислете ако не има повише од 70.000 граѓани на Македонија во Швајцарија, па по 1 евро да остават во сега во оваа ситуација се многу е од голема помош. Меѓутоа тоа зависи од институциите. Има, не ќе јас да споминам, нели, ова се години наназад, значи сме имале ете такви некои тесни соработки, меѓутоа се останува, дојди, поразговарај, врати се назад и некако се прекина. Еве јас ќе ви кажам и на локално ниво. Значи доаѓаат многу градоначалници од општините од Македонија и тука ние работиме исто да можат да се поврзат. Друго е да се збратимат швајцарците, тешко се збратимуваат со општини од Македонија, не само од Македонија, него од други места, од причина што они ако се збратимат, чувствуваат дека имаат некоја потреба, нели, за помош. Они викаат само зближување. Еве ние како друштво работиме во Бургдорф да може да направиме со општина Чашка. Јас само еден податок ќе ви споменам. Значи швајцарците колку на нас ни дозволуваат да се опуштиме, да може да се интегрираме подобро. Јас кај што живеам во местото Бургдорф се вика, значи некаде во центарот на Швајцарија, има 17.000 жители. Во тоа место живеат 85 нации. Сега, замислете си 85 нации на 17.000 и како не го навоѓаат начинот. Сите сме задоволни. Значи никој против никого ништо нема. Ето и нивни систем. И сега јас се прашувам, нели, доволно сум необразован за да можам некои анализи сам да си ги правам и правам. И си викам, зошто кога доаѓаат од Македонија некои наши, без разлика, политичари или од министерствата, одредени делови треба да ги земат, да ги донесат во Македонија и меѓутоа не се, оноа што може да го имплементираат и да може да се види ефект. Иначе, еве, сите носат. Ајде вие како национална телевизија, нели има 6 или 7 колку има национални телевизија, меѓутоа сега и текнало само на Алфа од ланската година, иначе кај се другите телевизии? Значи, ако се сака, се може. Нели, во границите на можноста и на дозволеното. Меѓутоа сепак мислам дека можеби граѓаните на Македонија нема да се сложат, меѓутоа диаспората во Швајцарија ќе се сложи дека немаме добра соработка. И се надевам дека еве овој коронавирус ќе не направи, ќе не сплоти, за да можеме еднаш за секогаш да бидеме сплотени и да делуваме заеднички. Така е. Тука единствено што би можел како конклузија, како заклучок да кажам дека да, нашите институции се, ајде ќе се изразам така, традиционално инертни.
Тоа значи дека ние како општествено одговорен медиум, наша работа е да направиме притисок, ако ништо друго, за подобра институционална соработка меѓу диаспората и институциите кои би требало да ви информираат каде вашите средства се најпотребни, за да можат да имаат максимален ефект. А со тоа, фактички, да се вклучат и останатите медиуми, вршејќи притисок кон институциите за едноставно подобро утре на граѓаните во Република Македонија. И голема благодарност за вас за тоа што го правите. Соработката со Алфа телевизија ќе продолжи и да ви се заблагодарам што бевте дел од Добро утро секој утро. Ви благодарам уште еднаш. Единствено што имаме малце подобра така соработка е Агенцијата за иселеништво. И они ланската година не посетија. Еве, посебен поздрав до директорот Шалваринов и координаторката Билјана Костова. Навистина, со нив имаме добра соработка. Значи, секои информации тука што се случуваат, со нив на некој начин ги споделуваме. Јас, мојот апел е уште еднаш, како телевизија, уште еднаш, значи, телевизијата Алфа ви благодариме многу што ете сепак во овој моменти одвоивте малку време и еве да бидеме дел од таа ваша утринска програма секој утре. Добро утро.